Со брза динамика се одвиваат планираните проекти на Заводот и музејот Битола, истакна министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска. Во однос на проектот за обнова на фасадите во старите градски јадра, во Битола во моментот се работи на 3 фасади, односно на музичкото училиште, гимназијата и безистенот. За овој проект веќе е завршена постапката и веќе се избрани изведувачите. Во делот на проектот за целосна обнова на Јени џамијата во галериски простор имав можности да ја посетам на кратко. Навистина тоа ќе биде еден извонреден, прекрасен галериски простор, каде што фатена архитектурата на целата џамија надворешно, екстериерот внатрешно. Тука ќе се пристапи оваа година и кон фреско, мислам, живописот нели внатре во џамијата. Галерискиот простор веќе е при крај, така да верувам дека овој споменик на културата навистина ќе биде едно прекрасно, морам да кажам, прекрасен галериски простор во кој што ќе бидат изложени највредните дела кои што ги поседува Завод и музеј Битола. Покрај овој проект, наизменично Заводот и музејот Битола работи на уште неколку локации. Чисто голем проект е кој што се работи, значи обнова на нашата зграда, негова конзервација и реставрација, значи обновување и проширување на сталната музејска поставка, а исто така ќе одиме и со реновирање на депоата. Тоа беше еден проект кој што Министерството го поддржува веќе една година. Сега веќе поминува втората фаза, сега ќе се изработи проект по добивањето на конзерваторско одобрение. Значи планираме нашиот објект, зградата на Завод и музеј, значи цела да биде обновена и со тоа да се приклучиме кон акционерниот план на владата. Еден од најважните проекти кои во моментот се спроведува е манастирот во Курбиново, каде истражувањата се целосно завршени. Според динамиката, до крајот на оваа година или почетокот на следната првата половина да се заврши и овој проект за конзервација, значи, на црквата Курбиново. Во иднина планирани се работи на фасадите како и на музејските поставки во меморијалните музеи на Стив Наумов и Гоце Делчев, за кои се чекаат конзерваторски одобренија. По завршувањето на овој проект, овие две спомен обележја ќе го добијат својот автентичен изглед.